пожарот кој што денес околу Пладне изби на територијата на општина Градско во аторот на село Долно Чичево, а потоа тргна кон Горно Чичево и покрај воспоставената почетна контрола во која што успеавме да спасиме повеќе овоштарници и лозови насади околу овие две села, потоа таа беше изгубена и пожарот тргна во насока на село Подлес, разви многу долга огнена линија. Во овој момент можам да кажам дека огнената линија од процена од око е подолга од 10 километри, гори пред се само сува трева, на некои места има и грмушки и трња, но влегува и водоловите каде што има малку погуста вегетација. Ни престои тешка битка со овој пожар. Овде на лице место е командирот на кавадаричките пожарникари кој што помога во координирањето и командувањето со силите. Имаме пожарникари од Кавадарци, Неготино, Велес. Исто така овде се 4 огнени тимови со пинцгауери на дирекцијата за заштита и спасување. Сите заедно се обидуваме да ја барем намалиме оваа огнена линија која што е навистина изворедно долга. Она му се одвива по апсолутно карпес терен каде што човек не може да се движи. Ќе се обидеме да спасиме една борова шума која што е малку подолу од позицијата на која што стојам, но во секој случај најверојатно овој пожар ќе се одвива неколку дена затоа што теренот е изворедно лоша, вегетацијата максимално сува. Другиот тежок пожар е пожарот на територијата на општина Студеничани, тоа е планината Китка, и покрај рано утринските обиди со ер тракторите да воспоставиме некаква контрола, сепак контролата, воспоставувањето на контрола се одвива оттежнато, бидејќи теренот е многу стрмен, многу густ со повеќе шума, но важно е дека селото е спасено, селото Палиград, кое што беше загрозено во текот на ноќта, е спасено, сега е безбедно и овој пожар не загрозува друго населено место. Третиот пожар кој што избувна околу Пладне е пожар во некаде на средина на ловиштето Јасен, пожар кој што најмногу ме загрижи, благодарение на брзата реакција на вработените во Јасен и благодарение на 3 трактори кои што со многу прецизно фрлање на вода на местото каде што започна пожарот, сметам дека врз него е воспоставена почетна контрола и мислам дека истиот нема да ни избега од контрола, а во текот на денешниот ден, можеби утре тој ќе биде целосно изгаснат, затоа што подлогата е многу тешка за гасење, се работи за подлога која што е од безброј иглички од боровата шума, безброј суви шишарки, а на некои места сува трева. Уште еднаш апелирам до сите граѓани да бидат внимателни, затоа што е доволна само искра за вистинска катастрофа. Уште еднаш ги повикувам жителите на општина Студеничани да бидат внимателни и да се обидат да дознаат кои се лицата кои што упорно го подметнуваат и разгоруваат пожарот на Китка, затоа што во повеќе наврати имавме апсолутна контрола врз него, а во неколку наврати истиот беше изгаснат на нула. Но некој повторно, упорно го пали. Дали мотивите се осветнички, дали се користолјубие и други криминални мотиви, за нас е ирелевантно, само повеќе од сигурно овој пожар некој упорно го потпалува. Синоќе при враќање на смена на пожарникарите беше забележена линија, можеби долга до километар, значи пален на повеќе позиции, правење одеднаш огромна и долга линија некаде под асфалтираниот пат. Ги повикувам жителите на Студеничани да ни помогнат да откриеме кои се сторителите, бидејќи се додека тие не бидат уапсени, верувам дека повторно ќе го палат овој пожар.